Благодарам на поканата прво. Поздрав до сите кои ја гледаат оваа дебата. Надам дека некои работи ќе ги дошициме, иако такви обиди до сега не знам колку пати барем јас имав можност да направам, меѓутоа очигледно дека се уште во јавноста некои работи се гледаат на различни начини. Дадовте еден вовед во кој што инсистиравте на тоа дека Државниот завод за статистика ова операција инсистира да биде статистичка, а не било како поинако. И на тоа остануваме до крај, до последниот момент. Свесни и бевме, и сме, и ќе бидеме понатаму дека ќе има политички притисоци, но до нас е дали ќе успееме да одолееме или не. Цврсто сме решени да истраеме до крај и да оваа операција на вистина биде само статистичка, а користа од неја ја имаат сите граѓани во државата. Ова го потенцираме особено бидејќи се друго е на штета на граѓаните. Прво, да се нема попис, а веќе си 20 години го немаме и стана сите свесни какви се последици трпиме од тоа, иако дури не ги не знаат во принцип граѓаните и сите конкретни последици, меѓутоа сватија дека навистина потребата е исклучително голема. Веројатно најдобро за последиците јас ќе тргнам од оној по мене најважниот фактор бизнес секторот кој што дефинитивно може би најголемиот дел од последиците ги трпи. Локалната самоуправа бидејќи основи за било какво квалитетно функционирање на локалните самоуправи се информациите кои што пред се собират од пописи и од сите останати статистички истражувања, но и сите други институции во државата на било кое ниво да се наоѓаат, трпи образованието, трпи здравството, трпи науката и така натаму. Значи неопходни се овие податоци и неопходни се квалитетни податоци, бидејќи се друго би значило погрешно планирање, погрешни политики, погрешно ајде да кажеме со обични зборови, погрешни фрлање пари во ветар за работи за кои што имаме огромен интерес да се решат на најдобар можен начин, а со погрешни информации или не се решаваат, или се решаваат погрешно, што е уште поважно. Така да, апсолутно во тој дел остануваме исцрени и ќе бидеме исцрени до крај до завршувањето на оваа операција. Како? Понатаму некој ќе ги третира податоци кои ќе ги објавиме, нешто друго. Тука не можеме да влијаеме апсолутно. Меѓутоа, оној што ќе знае да ги искористи ќе има исклучително голем бенефит од тоа. Тој што нема да знае да ги искористи ќе упомогнеме ако има потреба да го насочиме како може и што може на најдобар можен начин да ги користи, меѓутоа тука не можеме да помогнеме во тој дел. Начин да ги обезбедиме тие податоци и да му бидат секому достапни, а тоа ќе го направиме секако. Ајде, јас мислам дека во текот на дебатите и овие сите други делими би ги зашестувале, да не би имал преголем вовед во целата оваа работа, да оставиме простор повеќе за Не, слободно ваше зборот, во рамките на тие 20 на минути би сакале повеќе околу методологијата, околу која сега, колку и повеќе политичка прашина би рекол се крева во јавноста. За жал. И не случајно ги спомнав термините резиденти и нерезидентни граѓани. Тоа вака малку по-пластично, по-народски да го објасниме. Така, многу врева се дигнат во текот на носењето на законот, бидејќи овие елементи не беа угадени во законот. Тоа се методолошки елементи и тие се дел од методологијата за попис, а не би требало да бидат дел од законот, иако за жал, бидејќи се злоупотребува во минатото, тоа искуство го имавме со претходните закони, дел од тие методолошки работи беа метнувани во закон, па знаете, кога се носи закон, таму пратениците одлучуваат што ќе биде составен дел на законот, не одлучува струката. Тие гласаат, тие имаат право на амандмани. Може да се случи одредени меѓународни стандарди што важат за сите земји во светот да се изменат. Значи тоа беше единствената причина зашто не ги ставивме тие елементи, барем оние главните во законот, меѓутоа со објавувањето на методологијата мислам дека стана се чисто и дека особено овие категории население кај што најповеќе се дигна галама околу тоа што е вкупно резидентно население, што е нерезидентно население, што и кои лица влегуваат во едната, кои во другата категорија, дека тоа на крајот се расчисти и дека тука апсолутно сме во согласност до милиметар со оно што значат меѓународните препораки на Обединетите нации и на Евростат.
Така да, тука не отстапуваме, мислам дека јавноста сега конечно тоа го разбра, но сватија сите дилеми уговараме, од тој дел се разјаснати, бидејќи во методологијата со многу прецизно и кажано кои лица влегуваат во која категорија, кои се единици на попис, кои не се единици на попис, како се распоредуваат и слично по категории. Она што беше новина во однос на тој методолошки дел за ОФАТ, одговорам, единиците на ОФАТ е што за разлика од 2002 и 2011 година, ние ги вклучивме и нашите граѓани кои се наоѓаат надвор од државата повеќе од година дена во пописот, бидејќи цениме дека државата има огромен интерес да знае прво за бројката на овие лица, колкава е таа бројка, да знае каква е структурата на тие лица по сите основи, образовна, возрастна, полова, активна, во смисол на активно дали се во работен процес, во образовен процес и така натака, и од каде потекнуваат, кои се временските периоди на нивното иселување и во кој правци заминале тие луѓе. Се лицитира последниве години на голема со бројки, најнадежни бројки за тоа колкава е нашата емиграција. Ние не ја знаеме точната бројка, за жал. Пописот ќе биде обид. Ние не сме убедени, односно не га има илузии дека ќе ја даеме точната бројка. Меѓутоа ќе можеме да имаме основи врз основа на кои можеме да процениме за целокупната бројка. Претпоставка е дека еден дел од нив се и вратени во татковината. Ако се вратени, тие ќе бидат тука во патријето, не е проблем. И под притисок на пандемијата. Како god да е, значи постојат правила меѓународни кои што ние мораме да ги испочитуваме во тој дел и ќе ги испочитуваме. Како велат, не може да го сопритаме кој што има намера да замине, меѓутоа е добродојден кој има намера да се врати, така да јас мислам дека никој од државата нема таква помисла да каже зошто некој се вратил. Камо таа среќа да створиме услови сите овие луѓе кои што се надвор да се вратат, бидејќи тоа е потенцијал кој што сме го изгубиле со нивното заминување, а ни треба и тоа како ни треба. Да не спомнеме само еден факт кој што сите добро го знаеме, дека денес на пазарот на трудот има огромен недостиг на работна сила. Иако велиме имаме голема стапка на вработеност, лично ние имаме во суштина огромен недостаток на работна сила. Овој потенцијал може тој недостаток и тоа како да го отклони во најпозитивна смисла на зборот, бидејќи тие луѓе што тише таму надвор нешто работат, нешто egzistираат, нешто се обучиле ако немале претходно одредени квалификации ги стекнале, тоа се може да се употреби квалитетно и добро во правен крај на линија најголемиот дел од нив имаат имоти овде, од станови до буки до приказна е тој дел, земјоделско земјиште до друг има. Да најдеме една причина зошто е добро да се створат политики да се вратат овие луѓе. Јас кажам на овие елементарните кои се највака најударни, инаку дефинитивно има многу. На крајот више тие луѓе има семејства, има своји родни и пријатели, најдобро да живеат таму кај што потекнуваат, тука се чувствуваат и најдобро и несигурно и најбезбедно и не мора да се мачат и со други јазици за комуникација, стекнување на други навики кои што се различни во некои други земји и така натака. Да не говориме о тој дел, ја кажам само на еден момент кој што е исклучително битен, а ако се додадат сите останати на тој дел, тогаш имаме навистина многу зашто. Би сакал уште реченица две околу начинот на теренскиот попис, кој се може да во име на друг да дава податоци и дали тоа не се коси со законот. Значи, окей, ако прибираме податок за некој што не е тоа е една од темите кој последно време малку крева повеќе прашина. Значи, ако имаме некој кој што не е физички присутен, ние не можеме да се стираме на негово лично изјаснување. А целта ни е да прибереме податок што е можно повеќе. Затоа се дава таа можност некој друго нивно име да даде податоци, меѓутоа строго водејќи сметка кој дава податоци и како ги дава тие податоци. Значи, не случајно лицето кој што дава податоци, друго дава својот матичен број, со кој што носи одговорност ако се обиде со намера велам да дава погрешни и поинакви податоци од што е реално. Апсолутно сме сигурни дека таква намера нема да има кај граѓаните. Меѓутоа, велам, ја потенцираме овој момент за да евентуално избегнеме било какви можности од било какви злоупотреби на можноста која дава. Овие лица кои што се надвор, кои што по стандардите ги пропишува Европската унија и Обединетите нации, председател Обединетите нации, не се дел од идентитетно население. Значи ние имаме желба да собереме податок. Не мораме, ама сакаме и ни треба како држава. Затоа се вклучени во пописот. Може да не ги исклучиме од пописот, нема да прекршиме ниту едно меѓународно правило, ниту еден меѓународен
стандард. Меѓутоа, како држава која што има проблем со миграцијата, голем проблем со миграцијата, нас не треба такви податоци и ова дури го дава, како можност го даваат и овие препораки на Обединетите нации на Евростат, кај што, ако не се лажам, глава 8, точно се наведува како што, зашто може и оно што го применуваме, фактички се нуди таму како решение. Да појасниме, значи пописот сепак на крај ќе даде две слики. Колку е населението во државата и колку граѓани на Македонија се повеќе од една година. Така, бидејќи таа категорија на резидентно население вклучува и граѓани кои се надвор, ама до 12 месеци, вклучува и странци кои се присутни во државата повеќе од 12 месеци. Затоа, да, ќе дадеме информација апсолутно и за присутно население во земјата, како подкатегорија. Овие се две главни категории, кои што ќе ги обезбедиме со пописот, а секој од нив има свој подкатегории. И нерезидентно население има две подкатегории. Наши државјани кои се надвор државата подолго од 12 месеци, меѓутоа и странци што се присутни во државата пократко од 12 месеци, така да ќе има податоци по овие подкатегории, меѓутоа ова е тоа што елементарно треба да го прибереме и сите карактеристики на овие лица. Тоа е многу битно, бидејќи не е само бројката колку сме, туку и какви сме. Од аспект на квалитет, не говорам од аспект на нешто друго, поинаку што се разбира за жал, како што е впечатокот кај нашите граѓани дека пописот само треба да обезбеди податок колку сме и какви сме политичка припадност и толку, не какви сме многу други аспекти. Значи, возраста на населението, сите нивни карактеристики, економски, образовни, културолошки и така натака, за да се добие на квалитетна слика и сите оние кои што треба да градат некакви си разумни политики имаат можност врз основа на овие сеопфатни информации да ги постават на вистинска патека сите тие политики. Ја споменав на почетокот локалната самоуправа како еден од битните фактори кои што треба да црпи информации од пописот за приградењето на своите политики. Вчера Барсиновиќа слушав една дебата многу интересна и корисна дебата, добра дебата, и каде што во многу краток период се кажа одредени бенефити кои што ги има локалната самоуправа, иако немаше време да се кажат сите, меѓутоа кои што беа многу значени. Да, но во јавноста сепак доминираат овие исполитизирани, би рекол, политички прашања. За жал, ние не сваќаме дека пописот треба да ни даде елементи, основи за планирање на развој. Политизацијата, не знам, од било какви причини, одбивањето да се земе учество во пописот, може само да ја искриви сликата за состојбето. Имам уште две-три прашања, може би пак на некој начин ќе допри до терминот политизација. На она што сепак ја крева тензијата во јавноста и прави некоја политичка. Јас во воведот не случајно напоменав дека сите политички субјекти во држава се согласни во тоа дека без оглед на бројот на етничките заедници, ништо во нашата легислатива државна нема да се смени, бидејќи стекнатите права се стекнати права. Вие не сте политичар и не можам да го поставам прашањето зошто е тоа така. Но би ве запрашал дали во пописните листи ќе стоат графите националност и дали само националностите од уставната категорија. Или под ќе стои ли графата други, каде што секој ќе се изјаснува по националност доколку сака се разбира што е, и дали тоа поединечно ќе се евидентира како бројка и тие етнички заедници што не се уставна категорија, ако сака да знаат колку ги има во државата. Прво да околу термините разграничиме кога кажуваме националност, во меѓународната литература се подразбира под национално државјанство. Ние говориме припадници на етнички заедници, да се држиме на терминологијата од аспект нема погрешни и нашата уставна категорија. Така, токму така е уставната категорија. Значи, со пописот ќе ги има и во пописот ќе ги има и овие прашања и ќе бидат оставени секој да се изјасни како што смета, значи се е дозволено, нема ограничување само на тие 8 месечни беа уставни согласно уставот етнички заедници кои што се набројуваат, ама таму вели сите останати така натака што не се дискриминирани останатите. Истото ќе биде и во пописот, апсолутно да сите ќе прибереме податок и секој ќе имаме можност секој да даде податок за било која етничка припадност по која барем некој се изјаснил во пописот.
дури ако тоа излегува надвор од оние рамки што значи сознание за припадности кон оние етнички заедници, знаеме дека има лози основања најчудни, не знам, не би сакал да кажам најсмешни, меѓутоа навистина нешто што е надвор од она што барем ние го имаме како сознание да постига практички примери, и тоа го евидентираме. Така да, апсолутно во тој поглед ќе можеме во секој време да дадеме конкретен податок кој како се изјасни. По секој основ. Значи не само во принцип кога се објавуваат податоци, кога правите табела, вие не можете да направите табела од 1000 колони. Значи таа треба да биде видлива, читлива и во принцип кога се објавува понашто тоа се краток тип на табели, ама тоа не значи дека не можеме и по потреби нема да објавиме и поширок. Тоа мислам поширока, подетална. Тоа значи дека евиденција ќе постои. Да, и уште една друга работа дури. Ние овој пат околу дисеминацијата планот е малку поинаков од она што значи досега. Не одиме со оние класични книги, пописни каде што се дадено во веќе поднапред подготвени табели. Многу малку ќе биде фондот на податоци што ќе биде објавен на овој начин. Туку креираме на посебна пописна база дисеминациона, каде што корисникот сам ќе си прави табели. Значи може да избере се што сака и сите можни модалитети на тој белек кој што сака да го избере и тоа да извади податок што се. Значи самиот ако му треба бројот на италијани примерно во пописот и дистрибуцијата нивна и со сите структури може да се извади кога сака и како сака. Така да нема да има ограничување во тој дел. Еве ние ќе објавиме, па по потреба веќе подготвиме нови информации. Не сам ќе може да се извади кога сака. Уште едно можеби ќе прозвучи како лично прашање пред да го поставам и последното за вас во овој круг на дебатата. Вие бевте првиот надвор од политиката кој предупреди на некој начин дека ќе се исполитизира пописот со графата националност или припадност етничка. Таа ваша идеја на почетокот стартуваше со многу позитива во јавноста, во на условно да речем разумна јавност, бидејќи не случајно спомнав дека и политичарите денеска сите се колнат дека без оглед колку и да има проценти од која заедница, ништо не се менува во уставот и во другите државни акти. Се повлековте под притисок на политиката од таа идеја, таа не кореспондира со европските стандарди или? Се повлековме под притисок на јавност, не на политиката. Инаку, за ваше информирање, најголемиот противник на таа наша идеја беа невладините организации. Не беше политиката. Значи, најголемиот притисок го имавме од невладиниот сектор. Воопшто, да, имаше некои симпатии на почетокот, меѓутоа, јавноста реагираше жестоко. Ние, сепак, не знам, нашата идеја беше многу добронамерна, иако и ден денес тврдам дека со исклучувањето на овие прашања од овие белези од пописот, ние ќе изгубевме одреден фонд на информации битни, меѓутоа ќе добијавме за тоа што ќе се елиминираше и последната можност за политизација на пописот. Бидејќи тука е полето кај што политиката сака да влезе, сака да ние да признаеме или не, тоа е тоа. Искуството тоа не го кажуваат од претходните пописи, секогаш тука е бил главниот момент. И денес да го немаше белегот етничка припадност, немаше никој од политичките субјекти воопшто да го интересираше што ќе се случува со пописот, тоа ви го тврдам. Од овој, мислам, од политички аспект. Меѓутоа јавноста реагираше како што реагираше, ние сме должни да слушаме, што смета дека овој податок е толку важен на јавноста, го оставив на нас. Едноставно многу беа мал број на тие кои што тој наш предлог го наоѓа оправдување. За жал. Една слика за институцијата што ја раководите. Колку во каква кондиција е заводот, персоналот, алатките што ги имате на располагање за успешно спроведување на пописот? Значи, персоналот можеби не е онака како што јас би сакал да биде во век. Меѓутоа не верувам дека било кој би можел да моите желби да ги исполни така едноставно, бидејќи тоа сепак е некој процес. Мислите на стручност или на бројченост? Говорам и за стручност и за капацитет вкупно човечки. Од едноставна причина, значи статистичар не се станува денес, веднаш во еден момент. Тоа е процес на учење и обуки, значи треба време за да изградите статистичар. Ние за жал во државата немаме
факултет за статистика и она што кај нас влегува како... Добро, има предмети по... Има предмети, само предмети, значи немаме, значи не е исто што ќе научите по основи статистика на економскиот факултет и евентуално ако имате економска или деловна статистика понатаму во процесот, имате таму статистиката подразбира и многу други подготвителни операции. Не е се попис, значи ние претежно статистика се базира на анкети, кога се анкети, тогаш имате примерот, имате репрезентативност, избор, понатаму анализи, математички методи, модели кои што се применуваат во екстраполација на податоци, значи еден широк спектар на работа, тоа е цела наука, а да не правиме муабет за оних пресметките на бруто домашниот производ и така натаму, кај што имате преку податоци од еден огромен број на други истражувања кои што влегуваат како инпут и кои што тоа треба се средат по одредени стандарди, така, значи потребно е квалитативно зрачење, тоа не се учи на факултет, по тие предмети, нешто начално да, ама не се учи до крај, она што ние сме приморани да тоа знаење го стекнуваме со работата, значи за да се подоти на статистичен како стартна основа да се требаат најмалку 3 години. Така да и да добиеме сега и уште стотина луѓе плюс во завод за статистика, ние нема да бидеме квалитативно спремни, да ги обучиме овие луѓе да навлезат во проблематиката. Генерално може ли да кажеме дека институцијата е подготвена да го спроведе успешно попис? Прво чим функционираме во сите овие околности, кажа кои се проблемите со кои што се среќаваме постојано, значи ова не е нешто што јас лично сум се среќал од кога сум дошол на позиција директор, тоа е нешто што е континуитет во државата, кој е формиран завод за статистика. И меѓутоа она што е добро, што има еден страшно голем ентузијазам кај сите работени во завод, особено во периоди кога треба да се проведе попис. Чудна нека ситуација, не знам, не се објаснува веројатно за другите кои бидат сосема неразбирливи, ние стануваме други луѓе кои потребнуваат во попис, се прешалтуваме до 180 степени, сите стануваме фанатици во тој дел. Значи тука тогаш никој не прашува ни за работно време, никој не прашува дека има обврски, никој не прашува за пари на крајот, значи бидејќи цело тој чини и кошта и треба да се вреднува. Едноставно имаме обврска и сите одиме да исполним. Таква е состојбата во завод. Дојдете, поминете кога го сакате, ќе видите дека светлата не се тоа стајани да горат сијалиците, туку некој работи таму. И што е најважно, не работи под притисок, дека морал да дојде да работи некој дека му наредил, туку сваќаме дека имаме обврски кои што треба да се завршат, тогаш не прашуваме за време ни за било што. Како пример ќе го дам пописот од 1994 година, односењето на законот, значи тоа беше вореден попис. Нити сонувавме дека ќе имаме попис, нити се одлучи во државата да има попис, се донесе законот, имате 40 дена седнасе за подготовки. Успеавме, да спроведовме пописот, добивме многу високи оценки од Евростат за тоа како спроведовме и така натака. Значи може. Не е ништо поразлична состојбата во однос на ангажманот на луѓето. Техника и технологија имаме, не можеме да се пожалиме. Напротив, бидејќи овој попис на вистина вклучува технологија, направите големи напреди тоа да се возможни, ги имаме целото на располагање ќе спроведеме пописот без проблеми. Вашиот коментар или став доколку евентуално дојде до за месец, два или за цела година одложување на пописот? Значи, ние прво ние имаме закон. Законот пишува дека пописот ќе се проведе од 1 до 21 јавно. За нас е тоа. Седе дека тој не се промени, ние не можеме още да говориме, не ни сакаме да разговараме на било какви можности или слично. Ние немаме 20 години попис. Не е проблемот да сега дали да биде овој месец или другиот месец или не знам на есен или до година, одлагањето ако имавме попис од 2011 година. Меѓутоа ние го немаме, ние нас не фалат овие податоци многу давно. Ова одложуваме веќе 10 години попис. И ако продолжиме вака да одложуваме, не знам до каде ќе одиме до бесконечно. Некој спомна, ние и уште една африканска држава. И таа Сомалија направи попис во меѓувреме. Значи останавме веројатно само ние. Можеби некаде кај се војат војни само Сирија, евентуално, не знам, некои такви. Нема Украина, ако не се лажам, спроведено попис, ама таму се воде војни. Значи, по ова сме влезени во некаква светска статистика. За жал, во таквата статистика не би сакал никош да бидеме таму, ама сме во моментот и ги правиме сите напори да го оправдаме нашето постојање, дека прво дека сме стручни и способни да направиме попис, а второ како држава дека
сме способни и дека цениме дека ни треба. Дека не правиме ние попис за било кого во светот. Нека ни се смее кој сака, ако нас не ни треба тоа точно, не треба. И тоа е проблемот. На крајот никој не е луд во светот да спроведе ваква активност која што бара многу голем ангажман и бара многу пари. Би можел да ги употреби тие средства и тие потенцијали човечки на некоја друга попродуктивна работа. Значи не е случајно зашто се спроведуваат овие активности и сите земји во светот ги спроведуваат. Нам не треба, нам не фалат тие податоци, ние сакаме да ги направиме овој попис заради нас пред се. А тоа ќе биде добро и за сите останати надвор меѓународни институции кај што теж не сакаме да бидеме од дел.